шатл исто. НАСА ќе го прати, ќе го прати овој шатлот Атлантис, значи за да изврши ремонт мини ремонт на телескопот, на Халовиот телескоп, и тоа претежно да изврши ремонт на оној дел кај што шатлот веќе добиените информации добиените информации што ги преработува, па за да ги испрати према земјата. Значи тој дел компјутерски мора да се замени, затоа што тука настанува спорот. Сега нова мисија, мислам најверојатно дека ќе треба да бидат испратени и двата шатла. Покрај Атлантис се споменува дека и Ендевор би требало да биде пратен, од причина што он да самата опрема нема да може најверојатно дека да биде испратен со еден шатл. Сега како ќе биде, мислам, се до последниот момент не се знае, мислам, околу тоа испраќање. Се работи за една доста ризична мисија, значи се планираат некаде околу 5 излегувања надвор. Сега што ќе биде со тоа ќе видиме. Евене, запослена на пат се огласуваме на студиото за вечерва во нашата рубрика Вселена. Вака, Зоране, еден куриозитет, една интересна работа на Вселенската станица ИСС се вели дека бил произведен јачмен за правење на пиво. Сега, дали има вистина во оваа информација и дали, доколку ја потврдите, дали ова би бил само еден експеримент за да се истражат можностите што ги нуди Вселената за производство на храна. Бидејќи стручњаците одавна предупредуваат, многу брзо ќе бидеме во состојба да немаме што да си каснеме, вака и навечер, па и на полноќ, што? Да, па добро. Сработи за вистина, да. Вселенската станица ИСС, значи во сработка со факултетот, мислам, од Јокојама во Јапонија, произведува јачмен, од кој што јачмен беше произведено некаде околу 100 литри пиво. Мислам, пивото го беше изработено во една пивара во Сапоро во Јапонија, и беа повикани некаде околу 30-40 доброволци кои што имаат таа чест, нели, за да го конзумираат ова пиво и да дават резултати, нели, како дегустатори за какво пиво се работи. Ова не е прва работа, мислам, на Вселенската станица ИСС, а исто така и на Мир, беше саден компир, беа садено сите раноградинарски култури. Зашто ова се прави, мислам? Ова се прави од причина што човекот, нели, има намера некаде за 20 на години да полета према планетата Марс. Са едно летање према планетата Марс, навака и натака, отприлика трае некаде околу 3 години. Значи 6 месеци трае летањето отприлика со денешна технологија до Марс. 6 месеци трае назад и останатиот период се чека во позиција земјата да дојде према Марс, земјата да има позиција, Марс да има позиција приближно до земјата, за да може да се полета према земјата. Сега да се земе едно летало, да се конструира едно летало кое што ќе носи храна за еден толкав огромен период, и ваздух, и вода, и сите ние потребштини што им требаат, навистина треба да биде леталото огромно, се употреби огромна количина енергија за да се направи. Тоа се од оваа причина се гледа човекот, значи, на некој начин да уштеди на тоа, и со тоа би, значи, самите астронаути, самите луѓе кои што би летале према Марс, значи, они на некој начин би произведувале вакви култури со кои што ќе би можеле да се прехрануваат на ова. Значи, целиот овие експерименти што се прават, и денеска во ИСС, многу раноградинарски култури таму има на самата орбитална станица, се права со првенствена намена за да би се искористиле, значи, при летањето првенствено према планетата Марс.
И добро, тоа би било се завршува во наша рубрика. Зоране Милчевски, ти благодарам и имај убави празници. Утре ќе ги прославиме водици, ќе се видиме и да се напиеме некоја голтка осветена вода. Да, благодарам што ме поканисте.